Добро вечер, драги пријатели, на некој да ви посакувал сон, а некој што уште сега да компетираме се посакувал вечер. Вечерва имаме една интересна тема. Се мисля долго време дали да постирам, но гледам анализи што доаѓаат од многу аналитичари и од нашите од глобалната политика те на малку се смешни. Значи, не е позната историјата на овој конфликт во момент што случува во Иран. Се тоа, да кажеме, направено по наводници со мене Путин, зашто? Со добро сеќаваме мината година, мислам беше 26 јуни, кога Израел за прв пат го нападна Иран, заедно со Садко го бомбардира наводно планета нуклеарните потројки, но Иран беше известен дека тоа ќе случи, значи имаше информација и избогатени ураниум е тренат. Во меѓувреме, после тоа веднаш се случува средбата на Путин и Трамп на Аљаска на 15 август минатата година, каде најверојатно Путин му дал ами на Трамп да може да действува во Венецуела и во Иран. Дека нема да се меша. Но што направија? Русија и Кина почна со транспортираат со војна опрема на Иран, а Иран и самиот има го развиено ракета за ракети, мислам, балистички, и плюс благодарение на Русија дојдеа до хиперсонични или надзвучни ракети. А Иран исто така им помогна на Русија со дроновите. Значи, тука е заемно помагање. И што се случува? Ја уште Трамп кога влезе во Венецуела, рекол дека направи огромна грешка и дека го доведе во прашање неговиот живот и опстанок. Веднаш по тоа што се случува. На 28 март завршуваат преговорите, на 1 март го напаѓа повторно Иран. До сега Иран е подготвен, а додека и не само тоа. Буквално Иран сега одработува за Русија и Кина. Како одработува, особено за Русија? Сите бази што са во Блискиот Исток, Иран ги гаѓа. Значи се уништуваат базите или бркање, поточно кажано, на САД од Блискиот Исток. Тој одговара и на Кина. А Иран, кој што е позната историјата, никогаш не бил слободен или под нечија окупација, сем нашиот на Александар Македонски, што ги држал 12 години, но и тука треба да се напомне дека се жени со ќерката на Дари со Роксана, да се викаше. Значи, Трамп влегол во еден жив песок, ја одавно го тоа кажа, па сега, особено, ово е катастрофална грешка, тој тука ќе се послушам мисо астрологијата, многу пати сум рекол, дипломирав на Југословенски суд за нас со општествена група аналитичари, значи аналитичар сум по професија, но астрологија и парапсихологија ги истражувам како студент во Универзитетот наука. Кој ќе погледам на таната карта, е веќе еднаш ка кажа дека Трамп влегол во жив песок, а сега особено, значи он треба да обрне големо внимание на својата безбедност, бидејќи сонцето, транзитно збора, почна да транзитира низот на куќата, смрт, блокади и пречки, тука и Сатурн, значи може пред време да заврши својата кариера, не е исклучено да има и обиди за атентат или некој збор импичмент, ја повеќе би рекол дека опасност сум од друга страна, бидејќи веќе и од април, Марс порека влегол во неговата куќа, знаме дека Марс воинствена планета, која може да предизвика и атентати. Ако што има некоја информација, веќе во Тексас почна
дошло до пожар во најголемата рафинерија за нафта. Значи, ова огромна грешка која вреската обид го натера САД. Сега што се случува? Уште 2024 кажав, кој ме редовно следи, дека со 2025 почнува распадот на ЕУ и НАТО. Распад на ЕУ се гледа дека раздорот е голем, нема да согласи на ништо, нема да согласат една одлука, а еве Трамп се закани дека НАТО и ЕУ ќе дојде до распад, бидејќи ако особено не тргнат, ќе бара копнени сили да напад на Иран, а многу држави чека, еве и Шпанија одби да им дозволи на авионите од САД да го бомбардираат Иран, значи да се користи таа војна база. И САД, 15 авиони на САД ја напуштија Шпанија. После тука имаше напад врз шпанскиот премиер, или председател, не сум сигурно Трамп. И сега се најде во незавидна состојба, а Иран, значи од јуни, 26 јуни, веќе беше подготвен, тука му помогна и Русија и Кина. Русија помага со информациите, исто ко САД што помага на Украина. Овие се хибридни ратови преку други држави, но изгледа тука, особено Нетањаху, Израел го додаде во многу незавидна положба, бидејќи никој не го освоил, а Иран сега нема да се запра, особено по убиството на нивниот верски водач, а се слуша дека информација и дека ранет син кој изгуби жена и деца во нападот врз неговиот татко кај кога беше убиен. И исто така светската јавност порека се врати против Израел и САД, особено по убиството на девојчињата во женското училиште во Иран, каде 165 ученички били, не знам, 50 нешто, или колку 60 убиени, другото рането. Значи, кој ќе погледне на наталната карта со транзиција на сатвама со господин Доналд Трамп, може го еден жив песок, особено април месец, а веќе влезе на сонцето во 8 поле, затоа ова се случува веќе и процеси во САД, негодување, нема резултати, а реков од април месец и март ќе влезе во него 8 поле и безбедноста ќе му биде загрозена. Ево многу мои анализи, ако ги гледат, ги слушате, ме следите на YouTube канал, треба да притиснете да копите subscribe или препати се бесплатно. И ако ви се допаѓа видео, да ставите лайк или притиснете звонче се исто, за да ги добивате на време моите видео анализи. Сакам да кажам дека председателот на САД е во голема животна опасност, може да каже, безбедноста негова. Веќе имаше неколку обиди за атентат на него. И особено сега, по неуспехот, тоа е за мене неуспех случува со Иран. Иран може да издржи долго, а него таму копнено позива е невозможно, иако се обидува Трамп да собере европска војска, поточно на НАТО. И плюс Иран држи заливот, Османскиот залив, од кај поминува 20% од светската нафта. А Кина свира има, се разбереме, и копнена прска за испорека на нафта, а светската економија, па и САД нема да издржи. Не случајно Трамп дозволи сега на земјите след еден месец да купуваат руска нафта, која беше по санкција прво на САД. ЕУ и европските земји се бунат сега, десите нормално. Значи, ово е ослабување на САД, кај што може да се случи граѓанска војна. Ево, многу мои анализи кажат дека не е исклучено Трамп да биде последен председател на САД, кај што после него може да дојде до граѓанска војна или подобро, бидејќи САД е
Од сојузни држави, секоја држава си има своји закони и буквално скоро независно има само заедничка војска и така натаму. Значи, пред нас е период што не е убав, не можам да кажам, но ово ја можам да кажам дека треба го направи сами на Путин да не се мешат. И Венецуела направи една комедија, и кој таму имаше загинати на малку. Руските служби кои го обезбедуваа Мадуро напуштија пред време, знаеа што ќе се случи. Значи, ово што го прави Трамп е слами на Путин, но не гледа дека него во жив песок. А Путин Си Џинпинг го знаат сето ово и затоа ги пуштија. После ова ја реков дека во минатото дека Трамп и Нетањаку можат изјава да го погребат, не знам, се шпекулира дека Нетањаку веќе е убиен. Не можам ја да потврдам тоа е само шпекулација сега за сега, но факт е дека го нема никаде во медиумите и во јавноста. Уште еднаш ќе повторам, Трамп се наоѓа во жив песок, каде безбедноста му е загрозена, треба да обрне големо внимание и во овој моменти да сака да се прекине, да дојде некој мировни спогодба меѓу Иран и Израел и САД, сега ќе биде по диктат на Иран. Значи, многу работи, прво и санкции, многу работи ќе треба да се откажа САД со тоа. Драги пријатели, посакувам добра ноќ, во сон, во нареден ден, а оние кои мислат да ги следат моите налези, значи треба да приснат на копчето subscribe или следиме, така да толку за сега. Се гледаме во следното видео со Македонија,